На безмалку 1 километар до пробиштипското село Долни Стубол, земјата буквално гори. Аматерските снимки јасно покажуваат излегување на чад придружен со пламен. По реакција на мештаните на терен веднаш излегла екипа на пробиштипските пожарникари, кои го обезбедиле местото каде е присутен пламенот. За селаните ова е несекојдневно чудо. За експертите вообичаен настан предизвикан единствено од опожарување на старништата. Нафтените, односно битуменски шкрилци, се палат на температура од 300 степени Целзиусови. Не е тоа одсечоци од дрво или слама, па лесно да се запали. Таму мора да биде подигната температурата. Значи не е редок случајот во тие ораници да се појавуваат така наречени изданоци или народно речено отворени крпи од тие битуминозни шкрилци, бидејќи тие примерно делот на плешинци се појавуваат и директно на површината, меѓутоа овде заземаат еден благ пат, иако се су хоризонтални. Така да на тој откриен дел, моја претпоставка е дека сега се ораници и во овој период се палат обично нивите после жетвите и тука во одредено место можело да дојде до самозапалување, иако како што реков тешко се палат, ама кога се запалат и тешко се гасат затоа што имаат битумите имаат собствена подршка на согорување и секогаш го користат кислородот. И тие ќе одат све дотаму во длабина, додека имаат можност да конзумираат кислород. Стручен тим од Универзитетот Гоце Делчев од Штип излегол на увид, а по претходен повик од Пробиштипската општина. Проблемот се решава со прекин на дотокот на кислород на местото каде е присутен пламенот, тврди за телевизија Стар денеска угледниот професор геолог од Штипскиот УГД Тодор Серафимовски. Решението е не со вода, затоа што во литературата е познато, ако одиме со вода и со пена, тогаш треба многу голема количина. Само една паралела ќе кажам, ако е запалена количина од 50.000 тони маса, таа битуминозна маса, тоа се 2-3 камиона, тогаш треба минимум 2 тона мешавина, вода и пена за да се олади тој дел и да се неутрализира. Инаку водата дури во овој момент во мали количини само уште го поттикнува горењето, што не е препорачливо. Каде е решението? Јас веќе дадов инструкции на моите помлади колеги, мора да се однесе од ровокопач, тој дел да се изолира, да се ископа таа маса, да се направи подлага, глинена одоздола и одозгор исклучиво со глина, да се практично неутрализира контактот со кислородот и тогаш ќе нема проблем. Ова подрачје, подсетува професорот, лежи на нафтено-битуменски шкрилци јаглен и газ. Истите не се економски исплатливи за експлоатација. Резервите се утврдени на 150 милиони тони.